Нема одговор на барањето за обештетување на стотина поранешно вработени во агрокомбинатот Лозар. Велат дека постапката со години е во место, иако за нивниот проблем тврдат се запознати во Министерството за труд и социјала и Агенцијата за вработување. Решението стечаен работник овие луѓе го добиле, како што објаснуваат, многу подоцна, со што им била нанесена штета и немале можност да ги остварат своите права како стечајни работници. Стечајни решенија не се дадоа тогаш, него се пролонгира после 25 јануари, после законот за пролонгирање, односно зголемување на старосна граница за технолошки вишок од 55 години на 57 години за жени и 59 години за мажи, каде над 100 лозарски работници изгубија тоа право и тоа така наречена непринципална коалиција Бирото за вработување, стечајен управник и стечајен совет на судии. Овие некогашни работници во Лозар со години се обидувале да стигнат до изгубената документација со која ќе докажат дека фирмата била во државна сопственост. Веќе 5,5 години велат дека чекаат разрешница по тужбата поднесена во 2012-та. Нашите барања се сега од 2008 што не земавме до 2014 обештетувањето што не следуеше, пошто ние 2004 отидени сме, а они пишале 2005. И затоа сега ние бараме со тужба. Дадовме 5,5 години како чекаме, немаме одговор на тужбите. Некои праќат позитивни, негативни и само наакат од еднина до друга. Или нека кажат ве следува, не ве следува и тоа. Поранешните вработени во Лозар велат дека документацијата покажува дека од вкупно 19 правни субјекти кои произлегле од агрокомбинатот Лозар, за две стечајната постапка е отворена на 7 јули 2004 година, додека за останатите 4 месеци подоцна.